Се надевам дека сме подготвени да линковски, да ја вклучиме нашата колешка Ивана Крстевска-Јаневска. Зашто станува збор, јас нема да откријам, ќе ви каже да. Добро утро, Ивана, и повели. Поздрав, Слободанка, до тебе и до сите наши гледачи. Ќе зборуваме за една тема која што сметам дека доста изостанува во медиумите, за жал, но не значи дека не е важна, туку ние токму ова утро ќе дадеме акцент на менструалната сиромаштија и менструалното здравје. Токму на 28 мај се одбележа меѓународниот ден на менструалната хигиена и здравје и токму изминативе неколку денови се одржува и каравани низ Републикава, за кои повеќе ќе дознаеме од Наталија Крстевска, која што стои за това иницијатива. Наталија, ќе ти посакам добро и убаво утро. 5 денови и низ 5 различни локации, низ 5 градови низ Републикава имавте филмски караван по повод меѓународниот ден на менструалната хигиена и здравје. Што поточно се случуваше? Прво ви благодарам за поканата, баш ми е мило што можам да дојдам тука и да зборувам на оваа тема, која што се согласувам дека е навистина изоставена од медиумите. Филмскиот караван беше поддржан од Youth Empowerment Fund и сакавме малку да го децентрализираме овој разговор малку настрана од Скопје и да посетиме некои помали градови каде што сметаме дека не се збори можеби доволно за темите како менструална сиромаштија и менструално образование. Започнавме на 9 мај и ги посетивме Македонски Брод, Штип, Крива Паланка, Гевгелија и Кавадарци. За време на овој филмски караван имавме краток квиз со кој ги проценивме веќе постоечките знаења на учесниците на темите за менструална сиромаштија и менструално образование, а потоа го гледавме филмот Period, End of Sentence или точка, крај на реченицата, кој што е добитник и на Оскар за најдобар краток документарец. Па по филмот следеше и кратка дискусија за тоа колку темите од филмот ги забележуваме и кај нас во нашето општество. Верувам дека секој кој што сака има волја можност може да си го погледне, нели, овој документарец не успеал да дојде на филмскиот караван. На 28 мај исто така го одбележевте меѓународниот ден на менструалното здравје и хигиена, што придонесе тој настан за вас и од какво значење е одбележувањето на овој ден, макар нели еднаш во годината? Да, од големо значење за нас денот за менструална хигиена и здравје. Ние како младинска група работиме на овие теми секојдневно, но мислам дека е важно и да имаме еден ден каде што појасно и погласно ќе ги одбележиме овие теми, особено кон публики како и во нашето општество, каде темите за менструација, менструалната сиромаштија и менструалното образование не се зборуваат толку, се прикриваат или се зборуваат само во одредени кругови, на можеби мајка, со сестра, со пријателки. Така што важно е, за нас е особено важно да подигнеме свест, да ги скршиме овие табуа и стигми со кои сме обвиени секојдневно кога станува збор менструацијата како тема и менструалната сиромаштија. Овогодишниот ден на менструална хигиена и здравје го прославивме во лабораториум со Paint and Wine или повикавме учеснички кои што слика теми и цртежи поврзани со темите со менструација и менструална сиромаштија. Да, менструална сиромаштија е еден поем кој што споменати дека е табу на некој начин, дека не се зборува или се одбегнува некако. Колку кај нас луѓето се запознаени со овој термин и дали се свесни што значи? Искрено сметам дека менструалната сиромаштија се уште непозната тема кај нас. Може би и не толку непозната, колку што е и непријатна. Многу луѓе не сакаат да го прифатат фактот дека менструалната сиромаштија постои кај нас. Во 2021 година Титинг и Реактор заедно со мала помош од нас од Период направија сеопфатна студија за менструална правда во Македонија, од кои што бројките навистина беа поразителни.
Многу од учесничките во оваа студија изјавија дека се соочиле со менструална сиромаштија на еден или на друг начин, без разлика дали е тоа потреба од тоа да се замени нели веќе користените менструални производи со некои поевтини, или пак воопшто замена на тие менструални производи со тоалетна хартија или крпи, во некои ситуации весници. Понатаму и неодење или непосетување на работа или на училиште заради недостиг на услови за да се справиме со менструалната сиромаштија или нели менструалниот циклус. Во минатото сме добивали и многу коментари особено од постарите генерации, да кажам, кои се навистина некако и поразителни на еден начин, со тоа што сметаат дека менструалната сиромаштија е некој стран концепт, нешто што не се случува кај нас, само за тоа што нели на нив индивидуално не им се случило. Но тоа не е така, сме добиле и лични приказни од девојки и жени кои се соочиле со менструална сиромаштија на еден или на друг начин. Така што тоа е се присутна тема кај нас и треба многу повеќе да се зборува, да не се прикрива и да не се одбегнува, а тоа е нели нашата цел како младинска група. На младинска група која што неодамна нели одбележа 5 години постоење, не е малку нели да обстоите 5 години, особено верувам дека ќе продолжите и понатаму уште многу години да се зборува на оваа нели така наречена срамна тема која што воопшто не е нели срамна. Како може да се помогне за менструалната сиромаштија, како вие како младинска група делувате и помагате? Нашата работа немногу се состои од дигитален активизам, каде што и најприсутни се нели младите во овој дигитален свет. Понатаму и со едукации, неформални едукации кои ги одржуваме, особено со млади, вклучително и средношколци и основци. Нешто што е многу важно за нас е да не исклучиме никој од овие разговори за менструација и менструална сиромаштија, што значи дека ја избегнуваме таа пракса што беше многу честа кога ние дел од девојките од Пириот Скопје кога бевме на училиште, а тоа е да се одделуваат момчињата и девојчињата кога се зборува за овие теми, особено на училиште. Наша цел е да ги вклучиме сите, затоа што ова е тема која сакале или не опфаќа сите и треба да се зборува за да се нормализира. Понатаму и учествуваме во секакви активности кои ги подобруваат политиките за нели справување со менструална сиромаштија и менструална правда во нашата држава. Еве и намалувањето на ДДВ или данокот на менструални производи, кој што не го почувствувавме толку многу заради нели економската криза, но се надеваме дека наскоро ќе можеме да ги уживаме нели тие плодови на оваа работа, намалувањето и на менструалните производи, односно на цените на менструалните производи и правењето на нив да бидат подостапни. И да, образованието и нели ова зборување за менструална сиромаштија и менструацијата воопшто ни е едно од најголемите цели и дефинитивно ќе ја продолжиме и понатаму. Да не бевте вие, немаше ниту да се зборува воопшто, а немаше ниту да се добијат нели еве некои регулативи кои што почнувате, односно делуваат веќе и можеби споменети дека малце се почувствувани заради економската криза, но верувам дека и понатаму ќе продолжите да се борите за целото општество, затоа што тоа не е само за жените, туку ги опфаќа и мажите. Благодарам, Наталија, на одвоеното време. Ви благодарам и на вас и за поканата и се надевам дека ова тема ќе можеме и пак да зборуваме, можеби со посветла приказна. Верувам дека ќе биде така. Ние нели понатаму ќе известуваме и ќе обработуваме вакви теми кои што се како од големо значење кога станува збор за менструалната правда и менструалната сиромаштија. Благодарам за овој разговор и секако поздрав до вас. Уживајте во убавиот ден.